А сега, затоа што светот на луѓето и не е нешто посебно, за момент ке влеземе во светот на животните. Не сме Ла Фонтен, ама еве една многу поучна македонска басна. Уживајте! Во една земја позади 7 маркети и едно езеро заштитено од УНЕСКО си живеела една жена. Жената била вредна како мравка, но и многу умна, па си седела дома по препораките на СЗО за заштита од корона. И тогаш на вратата тропна еден представник од владата. Аз тропнах Зајко. Леле, еве короната. Оф, кој е? Зајко му па ти отвори кој да биде. И кога жената ја отвори вратата, зајакот на колена почнал да моли за скршен денар. Зашо ти са тешки времена са? Нели треба да се парички за короната да се победи, нели? Сега кој колку може да донира, како викат американците, нели? We are all together, we are all in this together, нели? Дедевето го донирав. Сама дупеш. Донира ја, дедевето им немаше друга опција, можеше да го донираш. Сега не ме дупи. Добро, ајде, еве, знам, тешко ви, еве. Фала ти. Ке ти вратам после избори, со скромност рече зајакот. Ке те запомнам јас. Шо се вие, бе? Чак. Зајко ќе го дупат, бе. Зајко ги допил сите, бе. Аз мечката да допих сега, ако идех на ома, мај, нек не говорам многу. Зајакот скокна и го снема в час, а на вратата дотрча Кумалиса, наитрата судивка во шумата. Да побрзаме, бидејќи јазовецот ме чека на работа пред судот. Кажи ли сите? Ти шо сакаш? Добар ден. Ве молам, ако би остане нешто и за мене, знаете, јас сум судија и ние деца имаме. Не е ово гладни да бидат тие. Па јас ќе ви се најдам некој пат пак за маж, за дете, за некој рочиште ќе ви закажам и така. За превари нема осигурителна полица, нема осигурителна полиса. Ке размислам 2 пати кога збори Кумалиса, си рече жената во себе. Абе, вие на државата и пресудивте, ама и не најдовте сега нас вага, па ќе не бричите. Не, за бричење си има бербери и таква работа. Опа, ви благодарам многу, па да се гледаме зубово, службено да не се гледаме и све така и така. Пријатно. Кумалиса избега со зграбениот плен, но се појави волкот во истиот ден. Ле, ќе го одмонтирам звончево, јас жимицу. Шо сакаш ти? Госпоđo, не што сакам јас, што сакате вие? Да не си Јеховин сведок? Но волкот не беше Јеховин сведок, туку нешто сосема друго. Госпоđo, јас сум Кико, папагал политичар. Папагал, да не си волк? Не бе, госпоđo, така ви се чини, тоа е се од оцијајот. Гледате? И волкот, овој папагалот Кико, од жената побара нешто ситно. Госпоđo, им дајте 200 евра. За после да земете 400 и 500 евра, ќе ви се врати се тоа. Ото нешто комагионичар му иде, а? Абе, госпоđo, значи 200 евра да ми дајте, после да се врати 400-500 евра, да не се повтарам као папагал сега. Добро, на, еве ти, ајде. Фала многу. Ке ви ги вратиме после кризата. Кога дојде време жената на своите синови да подели, да даде, не остана ништо од парите за таа да јаде. После која криза, бре, 30 години во криза сме, во криза, после криза. Уствари, како беше папагал, бе? И МПЦ, и ИВЗ, и судиите, и сите животни во басната се сити. А сиромашната жена остана само со доблест да се кити.